Штувани. Неспособната влада на СДС ја уништува македонската економија и финансискиот систем на државата и полека но сигурно ја носи државата кон банкрот. Владата на СДС за само 88 дена успеа да ја задолжи Република Македонија за неверојатни 145 милиони евра. Згора на тоа, повлекоа и цели 177 милиони евра од државните резерви. Тоа се над 320 милиони за 3 месеци, кои никој не знае каде завршиле. Владата се задолжува за стотици милиони евра и троши без усул. Граѓаните не знаат на што и како се трошат парите, кои утре тие и нивните деца ќе треба да ги враќаат. СДС, за да ја покрие финансиската дупка која ја создаваат, ќе отпочне со акција за покачување на даноците. Медиумите блиски до власта веќе објавија дека до крајот на годината може да се очекува воведување на прогресивен данок, што ќе значи дополнителен удар за економијата. Шокот ќе биде особено голем за малиот и средниот бизнис, кои благодарение на економските политики на владата на ВМРО ДПМН, политиката на ниски даноци и рамниот данок, обстојуваат и даваат работа на илјадници луѓе. Овие антиреформи на СДС ќе ја тргнат Република Македонија од мапата на инвеститорите во светот и ќе ја спуштат длабоко на листата на Doing Business како неатрактивна земја за инвестирање, каде што како еден од најголемите аргументи, а и предности до сега го имавме рамниот данок, што донесе голем број на странски инвестиции во државата, отвори нови работни места и го зголеми државниот БДП. СДС не размислува за доброто на работниците, исто како што не размислуваше ни во 90-тите години на минатиот век, кога без работа оставија над 200.000 работници и затворија 684 фабрики, кои ранеа илјадници семејства. Воведувањето на прогресивниот данок ќе значи помалку пари во бизнисот, помалку средства за реинвестирање во нови погони и работни места и несигурни предприемачи. Владата директно ќе го поттикне вработувањето на црно и отпуштање на голем број на работници, што ќе предизвика раст на невработеноста, помал обрат на пазарот на капитал и ќе креира немаштија кај голем број семејства. СДС е закана за економската стабилност на државата и финансиската репутација на Република Македонија во земјата и странство. Расипништвото на владата негативно влија и во очите на сите инвеститори, домашни и странски, кои во владата гледаат коцкар со иднината на граѓаните и нестабилен партнер. СДС ќе одговара за ваквото расипништво. Граѓаните на 15 октомври ќе го казнат СДС за сета неодговорност, неспособност и работа против интересите и доброто на Република Македонија.